Работите тргна од мртва точка. Премиерот очекува брзо донесување на законот за петтиот пакет мерки. Ова е резултат на денешната средба помеѓу премиерот Зоран Заев и лидерите на албанската опозиција Села и Гаши, на која се договорија за донесување на закон со кој на 3200 граѓани ќе им се обезбеди македонско државјанство. Зависи од председателите на Алијанса на албанците и алтернатива, тие беа позитивни, ќе окажат нивниот одговор, веројатно зависи и од нивната координација и комуникација со ВМРО, ДПМН и Левица, затоа што законот за државјанството е блокиран токму од ВМРО, ДПМН и Левица. Очекувам првиот исчекор да биде денеска, утре, задутре, од блокирање на петтиот пакет мерки. Што фактички ќе се одблокира, е содржано во новиот владин пакет мерки за помош на стопанството. Колку се значени мерките на бришење на каматите на сите граѓани пред јавните државни и јавните комунални предпријатија, ослободуваат обврски или бреме, терет на доминантно најсиромашните граѓани во милиони евра. Државата го прави исчекорот да се откаже токму од тие камати, се со конечна цел да сите погодени од кризата во нашата земја, доминантно чувството на најтешкоти и најмачни периоди поминуваат најсиромашните. И верувам дека и оваа мерка ќе може понатаму да помине, но и сите други мерки од 29 мерки од пакетот кои што се предложени од страна на владата. Последниот поминат рок за донесување на споменатиот закон беше 31 март, но работите се закочија, откако се поднесоа илјадници амандмани, а алтернатива и Алијансата за албанците деблокадата ја условија со донесување на законот за државјанство, кој пак исто така беше блокиран со илјадници амандмани поднесени од ВМРО и Левица. Во меѓувреме, околу 6000 работници како последица на неисплаќањето на државната помош месецов не зедоа плата, а илјадници други беа испратени на принуден одмор.